Тоа е и целта уствари на овој проект, значи дечињата да се запознаат со поставката, значи историска поставка, тоа е цела историја на железниците на Македонија. Целата поставка содржи мислам заедно пропратено со тие предмети, пано и целата историја е прикажана за железниците во Македонија. Кога ќе дојдат дечињата, како први големи многу групи се. Многу објаснување не можеме али самиот влез на дечињата кои ќе ги видат тие макети од возови, таа макета што е со малите вовчиња, одма им буди радост некоја и премногу се радуваат, да ви кажам. Многу интересно, затоа што знаете како првото вовче, мислам која првите години поклон кој ќе добиваат дечињата е вовче. Јавното претпријатие Македонски железници инфраструктура, Македонски железници АД Транспорт заедно го и Сдруженијето одигра до представа. Заеднички го започнавме овој проект и како да ви кажам, за многу кратко време, благодарение на Македонски железници АД Транспорт, што ни го стапија овој вагон и локомотивата, успеавме за многу кратко време да го адаптираме, беше малце во полоша состојба. Значи, овој вагон е од 50-тите години и представува вагон ресторан. Порано се возеле овие вагони, патувале на меѓународни линии, например од Атина до Венеција, па до Минхен. Знаете како на долги патувања мора да има некој ресторан да патниците да се да одморат, да, и да се напијат нешто нормално. Овој вагон е направен по терк, значи, на Ориент Експрес, поготово интериерот натре, а овој интериерот го правеше еден мислам надворешен соработник што ние и пријател, што заеднички ми помогнал за таа историска постановка во музеот. Тоа е Владимир Петков, благодарение на него. Он го има внатрешниот дел направено како да изгледа како оригинал на Ориент Експрес, вагон ресторанот. Надворешниот дел за кратко време го приспособивме, значи го офарбавме у истите бои на тој Ориент Експрес. Локомотивата, што се однесува на локомотивата, таа е изработена помеѓу двете светски војни и била, мислам, изработена за специјални намени, но после Втората светска војна, тогашна Југославија, за потребите, мислам, како воена оштета, се добиваат околу 200 локомотиви од тој тип, значи серија 33. Претходно била серија 52 од германско производство и тие како воена оштета остануваат во Југославија. Една од нив еве и оваа локомотива.